Со мене во студиото е Агрон Сулейман, наш познат долгогодишен новинар кој што се занимава со автомобилизам, со проблемот на сообраќајот во Македонија, со следење на светските трендови и така натаму. Јас го повикав Агрон. Агрон, добро утро. Добро утро на сите гледачи што не следат директно и добро утро, добар ден и добро вечер за сите што не следат на останатите платформи. Така е. Те повикав за да прокоментираме во наредните 5-6 минути кој е твојот став за оваа уредба со која што се влезе за увоз на стари возила? Вчера имаше штрајкови на увозниците на стари возила, се најавуваат нови и така натаму. Да подсетиме, уредбата се обидува со подигање на данокот за стари коли да се воведе некаква промена во структурата на возилата во државата, веројатно пред се во Скопје, бидејќи во Скопје е најголемата концентрација. Што е твоето мислење за оваа уредба? Па пред себе кажал дека оваа уредба си има свој историјат, своја генеза, зашто е дојдено до таа и како е дојдено до таа уредба. Предходно владата излегуваше со некои предлози во кои предлагаше стимулирање на новите возила, ги предлагаше со разни мерки, па тие предлози потоа не успеа да се преточат во некои законски одредби според кои ќе се работи. Зашто се носи ваква уредба? Структурата на возилата кои се во нашата земја, иначе збориме за околу пола милион возила, е исклучително лоша. Во која смисла? Во староста на возилата е некаде околу 19 години, ако не се лажам точната бројка 18,8. Така да, уште и внатре во тој процент имаме огромен процент на дизел возила, а многу мал процент на бензински возила, така да таа структура е прилично лоша и сега владата се обидува со некои мерки да дојде до некој да го подобри резултат. Една претходна влада се чини дека придонесе за ваков нагол скок во последните десетина години на оваа катастрофална структура. Тоа е на позната уредба 2011 ли беше? 11. Така е, кога во Македонија се дозволи увоз практично на кршот европски на она што се тркалеше таму на 4 тркала да дојде во Македонија. Има ли шанса со оваа уредба да се интервенира во таа структура или е твојот став дека и оваа уредба не е доволно? Вака само да кажам, дека некоја рекордна продажба на нови возила во Македонија беше постигната 2008 година, кога се продадоа негде 18.544 возила. Еве, случајно ја знам таа бројка. Пред 10 години. Тоа беше 2008 година. После тоа имаме мало погодени со економската криза и финансова светска криза, почна полека да опаѓа таа бројка. Меѓутоа, до 2011 ние имавме дестимулација на купување на користени возила. Тоа беа разни потешкоти при увоз, нормите требаше да бидат исполнети и така. 2011 дојде таа, би рекол, многу несреќна. Може да ја квалификуваме како популистичка една мерка за да апсолутно популистичка и ја уште користам по-силен термин несреќна уредба по сите нас, ради тоа што беше дозволен увоз на возила од Европа без никакви критериуми. Значи, Евро 0, без евро норми. И од тогаш имаме до ден денешен увезувано во државата негде околу во просек по 30.000 нови возила и годишно и рапидно опаѓање на продажбата на нови возила, што придонесува кон тоа што го имаме денеска како ситуација, да возилата ни загадуваат негде по 20%, една петина, збориме за град Скопје, да влезат во таа структура на загадувачи со една петина, што секако не е малку. Оваа уредба стимулира ли промена на тие состојби или по твое мислење не го прави тоа? Па не би рекол дека стимулира. Ради тоа што уредбата се однесува за возилата кои допрва треба да пристигнат на нашиот пазар, а што правиме сега со овие возила кои се тука и загадуваат. Ги гледаме колку загадуваат. Така да допрва може да збориме за стагнација
на тоа што ќе биде како загадување. Меѓутоа дека нешто решава, оваа ситуација дека ја решава, не ја решава. Што би го решило проблемот? Бидејќи гледаме сега овие увозници на стари возила, бизнис кој процвета во изминатата деценија, бидејќи самиот велиш дека по 30.000 отприлика возила се увезува. Сега тие одеднаш би блокирале улици и се би направиле за да се укине оваа уредба, бидејќи се покачува данокот драстично за увоз на стари возила. Само уште еден податок кој ти ми го имаш кажано. На Косово постои уредба според која не може да се внесе постаро возило од 10 години. Така. Точка. Значи, штом надминува датум од 10 години, тоа е забранет увозот. Ние во каква состојба сме со нашите уредби околу овој тип на сообраќајната структура? Значи, тоа го имаме на Косово, тоа го имаме во Србија и тоа го имаме во Албанија. Зошто кај нас не се прави тоа? Очигледно некому не одговара таа уредба. Таква Што е бизнисот за тоа? Зошто не им одговара? Сега, зашто штрajkува? Да се вратам малце само на пораната фаза на вашето прашање. Зашто штрajкуваат сега увозниците на користени возила кои се организирани во своји некои асоциации? Затоа што ако земеме пример едно возило што чини користено возило до 10.000 евра, сега давачките за тоа возило се покачени на некои 800 евра по возило, а до сега ги немаше тие. Сега, тоа е сензитивна ценовна класа, во која тие 800 евра се практично профитите со кои функционираат увозниците. Сега, токму затоа они ги штрajкуваат и веројатно ќе продолжат со своите реакции. И сега во вториот дел од вашето прашање, како тоа би го решиле? Па би го решиле на тој начин што ќе се воведат стимулации за купување на нови возила. И ќе се на некој начин ќе се дестимулира купувањето на еве како што велите вие крш, не би го квалификувал дека е баш крш, него на постари возила. Критериумите сега моментот е многу сензитивен. Имаме автомобилска револуција во светот, четврта поред, која се случува кај што имаме премин од мотори со внатрешно согорување на хибриди и на возила со електричен погон. И сега ние го увезуваме тоа што таму е дестимулирано за купување, а тоа се возилата со Евро 5, Евро 6 норми. Бидејќи колку што јас разбирам, Агрон, ние допрва ќе го дочекаме баранот од старите дизел возила кои сега се исфрлуваат од употреба од Германија до Италија, до Австрија, до сите европски земји. Така. А тие се релативно нови возила, веројатно по 10 години, и ние сите се и нив ќе ги увеземе овдека. Нели тој обид токму на владата да се спречи со овој недостаток на кој предупредуваш дека недостасува стимулација за купување нови возила? Нема да го спречат тоа. Еве ќе ви кажам еден податок. Во Германија во моментот се жалат нивните продавачи на користени возила дека има негде околу 220.000 возила на лагер кои никако не може да ги продадат, а се од понов датум, да речем 5-6 години стари. Никако не може да ги продадат и единствен излез им е да ги продадат во Африка, на Балканот и резервна варијанта им е Африка. Структурата на продадени возила во Европа, кај што беше 57:49 во однос на дизел возилата, сега е опадната на 32%. Значи 32% во структурата на ново продадени возила, зборам за една Германија, се дизели. Хибридите, електричните возила се уште учествуваат со многу мали проценти, меѓутоа галопирачки е нивниот настав, доаѓаат на голема врата. Тие возила секако дека со постар датум велам 5, 6, 7 години, кои секако ќе влезат во можноста за увоз кај нас, бидејќи цената им е добра, давачките се прилично мали, а што ќе решиме? Што ќе решиме со тоа? Ќе решиме дека наместо да купуваме нови возила, сега многу ни се исплати да купиме едно од тие возила, дизели кои ќе дојде тука. Уште да додадам дека во новиот закон се збори, во новата уредба, се збори за CO2 и квалификацијата е спрема емисијата на CO2. Никаде не се спомнати азотните оксиди кои ги емитуваат дизелите. Да. Токму такви ние увезуваме. Да. Агрон, реално за оваа тема ни треба подолго време од овие 5-7 минути што ни се располагање, но јас морам тука да застанам.